Македонската влада со реакција за истакнување на албанското знаме врз тврдината на цар Самуил во Охрид од косоварската група Арбреши. Законот за употреба на знамињата треба да се почитува од сите, рече портпаролот Миле Бошњаковски. Во однос на законот за употреба на знамињата, одредбите од законот се јасни и јавни, сите имате пристап до нив. Се што е утврдено во законот, треба да го почитуваат сите. Во однос на настанот што се случи во Охрид, таму имаме веќе првична судска одлука, владата не коментира судски одлуки. Меѓутоа, штом судската одлука е таква каква што е, очигледно дека постојат некои прекршувања на законот. Во законот за употреба на знамињата стои дека туѓо знаме се истакнува единствено само со македонското, кое треба да е со поголема димензија од 1/3 од другите знамиња. Групата Арбреши се декларира како играорна и нејзиниот лидер Ѓерѓ Прекоцај од Ѓаковица стигна во Охрид и Струга за да прослави годишнина од битка на Скендербег. Тој во интервју за Ина рече дека тоа го направил затоа што се на нивна земја и Охрид е албански град. Господ ни ги дал нас овие територии и ќе бидат наши и никогаш нема да ги оставиме. За вице-премиерот за европски прашања, високиот функционер на ДУИ, Бујар Османи, не е проблем законот за знамења да биде прекршен. Тој во разговор за медиумите рече дека законски албанското знаме може да се постави било каде. Албанското знаме може да се постави било каде и тоа е дозволено со закон. Водачот на четворицата косовари од групата, Ѓерѓ Прекоцај, доби забрана за влез во Македонија во наредните 5 години и 1100 евра казна согласно позитивните законски прописи во Македонија. Според дел од високите функционери на ДУИ, казната е превисока.